Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. За СДС и за владата на Заев не представува никаков проблем што мешетар и неуспешен кадар од Србија ќе биде увезен по итна постапка за директор на најбогатата државна фирма Елем. Го повикуваме вице-премиерот Кочо Андјушев да не молчи и да не изигрува безгласна буква во владата. Тој како познавач на темата енергетика треба да искаже цврст став и да спречи еден ваков сомнителен лик кој во Србија го поврзуваат со промашени тендери, луксузи и неодговорност да стане директор на столбот на македонскиот енергетски систем. Кочо Андјушев треба да застане на страната на македонската професорска и експертска фела од областа на енергетиката, бидејќи именувањето на српски државјанин кој е набркан од раководната функција на електропривреда на Србија е само девалвација на нивното знаење и искуство. Премногу е сериозно сега да молчи и да остава една ваква позиција да биде дел од обичен политички пазар. Доколку молчи, тогаш и тој ќе биде одговорен за последиците од еден ваков скандалозен потек на владата на Зоран Заев. Со молкот на Андјушев, стравот на граѓаните станува се поголем дека именувањето на еден лик од типот на Александар Обрадовиќ има за цел да го доведе Елем до дередже од која единствен излез ќе биде приватизација. Македонските хидроцентрали, термоелектрани, 4800 вработени и 98% од домашното производство на струја ќе бидат доведени во прашање. Кочо Андјушев ќе има подеднаква одговорност како и неговиот шеф Зоран Заев, доколку Елем се претвори во нов бомбона бизнис. Ви благодарам.